Фудбалерите на Тетекс го победија Кичевски Влазрими со 1-0 во рамки на 12-тото коло на втората македонска фудбалска лига. Човек на одлука беше Бобан Јанчевски во 72-та минута од надпреварот, кога беше прецизен со удар од 11 метри. Избраниците на тренерот Ивица Јовановски во текот на целиот надпревар ја има иницијативата и поседот на топката во своји нозе. Борбената и пожртвувана игра на крајот вроди со плод и Тетекс стигна до третата победа оваа сезона. Со овие 3 бодови фудбалерите на тетовската екипа се искачија на 8-та позиција на табелата, која носи директен опстанок во второлигашката конкуренција. На останатите надпревари од 12-тото коло на втората македонска фудбалска лига беа постигнати следниве резултати. Академија Пандев Тиквеш 7-0, Скопје Металург 2-1, Вардар Неготино Евромилк 0-0 и Новац и Хоризонт Турново 0-4. На табелата во водство екипата на Академија Пандев со 31 бод. Во борба за второто место се екипите на Евромилк и Скопје со по 22 поени и Новаци со 21 бод. Екипата на Тетекс е на 8-та позиција со 11 поени, додека на последните 2 места се екипите на Вардар Неготино и Тиквеш со 9, односно 7 бодови. Кошаркарите на Тетекс продолжуваат со одличните игри во втората македонска кошаркарска лига. Тетовските кошаркари во рамки на третото коло на домашен терен ја совлада екипата на Ангели од Скопје со убедливи 85-73. Домашните кошаркари доминираа во текот на целиот надпревар, кој се одигра во спортската сала при Средното економско училиште 8 септември во Тетово. Победата беше најавена уште во првата четвртина, кога кошаркарите на Тетекс дојдоа во водство од високи 12 поени, 27-15. Во втората четвртина домашните само ја задржаа убедливата предност која ја имаа и на полувремето се замина со водство на Тетекс од 47-35. На стартот на вториот дел, кошаркарите на тетовската екипа одиграа уште поубедливо и го добија периодот со убедливи 23-13 за недостижно водство од 22 поени. Во последната четвртина, тренерот Славчо Марковски во игра ги внесе помладите кошаркари, пошто дојде до мало опуштање во домашните редови за конечна победа од 85-73. Најефикасни во редовите на Тетекс беа капитенот Момировски и Ценовски со по 14 поени, додека 1 поен помалку постигна Костовски. Кај гостите најдобар поединец беше капитенот Димовски со 30 поени, додека центарот Милески уфарли 21 поен. Една ваква екипа која што досега направи два пораза, мислим дека мотивирањето беше пресудно. Се надевам дека во едните надпревари ќе имаме сигурно подобар пристап. Почнавме малку несериозно, на 20 разлика почнавме малку да солираме, така да дојде до овој резултат што дојде. Мислим дека е една заслужена победа, вредна победа. Сега се надеваме дека во следниот надпревар со Карпош Соколи во Скопје ќе играме малку посериозно, малку подобро и малку помотивирано. Можам да кажам дека Тетекс има далеко поискусна екипа. Со овој состав играат повеќе години, сите играчи се знаат. За разлика од нив, ние оваа година настапуваме со сосема изменет состав. Настапуваме со претежно млади деца, родени 99-та, 2000-та, 2001-та и неколку стари играчи. Нашата цел оваа година ние само да обезбедиме опстанок, а за другите години здравје ќе гледаме од тие помлади играчи да промовираме и некои прволигашки играчи.